427 милиони денари или над 7 милиони евра е износот на досега еднократно отпишаните долгови. Реализирани се 4670 барања, од кои преку 90% на лица приматели на социјална помош. Според вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски, најголем дел од долговите се сметки за струја, радиодифузија, грејење и долгови кон банки. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов напомена дека владата вложува максимален напор за да им помогне на најзагрозените граѓани. Досега за отпис на долгови се поднесени вкупно 41.765 барања, а за нивно решавање се формирани 3 комисии и посебна техничка служба. Корисниците на општествени станови и лицата со ниски примања кои имаат договори за закуп до 2006 година и во вселените лица, најдоцна до 31 март треба да достават барање за откуп или закуп на станот. Сите корисници ќе бидат посетени, ќе им се презентираат измените во законот и ќе бидат информирани како да го достават барањето. Барањата можат да се доставуваат најдоцна до 3 март и за откуп и за закуп на станот. Треба да се достави само барање во предвидениот рок, а целата останата документација ќе биде средена по службена должност, рече министерот Милијана Киевски. Во новоотворената канцеларија во Министерството за финансии за проектот Купи куќа, купи стан секојдневно доаѓаат по околу 30 на граѓани кои се интересираат за поволностите од проектот. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски оценуваат дека канцеларијата ги исполнила сите очекувања, бидејќи интересот е зголемен, односно од крајот на ноември до нова година биле поднесени повеќе од 100 барања. Поголемо искористување на европските фондови и размена на искуства, како тоа да се постигне, е целта на Бизнис иновацијскиот форум 2015, што се одржува во Скопје во организација на општина Газибаба. Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски во своето обраќање на форумот посочи дека иновацијата е една од клучните двигатели на економскиот развој и додаде дека токму зголемувањето на конкурентноста и економскиот развој врз основа на знаењето и иновациите е еден од приоритетите на владата. Вкупно 23 филмови финансиски ќе бидат поддржани од Агенцијата за филм на Република Македонија по конкурсот за оваа година, прв по донесувањето на новиот закон за филмска дејност. Вкупниот буџет е 134 милиони и 300 илјади денари, од нив 8 се долгометражни, 4 македонски и 4 копродукцијски играни филмови со други земји. Фокусот е на дебитантските филмови, така што 3 од македонските се првенчиња на режисерите и ќе добијат по 16 милиони денари. Тоа се филмовите Исчезнатиот во режија на Арбен Тачи, Дедо и внук на Илија Пиперковски и проект Хепинес на Боријан Зафировски. Четвртиот долгометражен игран филм меѓу македонските филмови е Шекерното дете на режисерот Игор Иванов, прв македонски филм за деца. Сценарието е инспирирано од Шекерната приказна на писателот Славко Јаневски. Овој проект ќе добие највисок износ за поддршка на овој конкурс, односно 46 милиони денари. Долгометражните играни копродукции во кои учествува Македонија се Ноќен живот на режисерот Дамјан Козоле од Словенија, Љубовта на Лена на Флоријан Гааг од Германија, Банат на Адриано Валерио од Италија и Доме сладки доме на режисерот Фатон Бајрактари од Косово. Директорот на Агенцијата за филм Дарко Башевски рече дека 8 проекти за долгометражни играни филмови се избрани од 19 кои се пријавиле на конкурсот. Жанровски посочи главно се драми, некои и со примеси на комедија. Најмалку 15 цивили загинаа, 18 се повредени во гранатирањето во источниот дел на Украина изминатите 24 часа, информираат од самопрогласената Народна република Донецк. Киев и Москва меѓусебно се обвинуваат за неуспехот на мировните преговори за прекин на огнот, постигнат минатиот септември во Минск. Во меѓувреме безживотни тела во униформи на НАТО и големи количества на оружје од американско производство е најдено по дурнатините на аеродромот во Донецк на истокот на Украина, потврди Едуард Басурин, портпарол на Министерството за одбрана на самопрогласената Донецка Народна република. А денеска во Катар ќе се играат последните надпревари од А и Б групата, а меѓу нив и Македонија ќе заврши стартната фаза со меч против Австрија во 17 часот. По последното коло и директната битка за втората позиција, нашите ракометари имаат предност од 1 бод пред Австрија и ни одговара реми или победа за да бидеме зад лидерот Хрватска во конечниот поредок.